Веќе ни почнува периодот каде што ќе најавуваме убави предновогодишни настани. Од 16 декември почнува голем празничен базар на кој што ќе се представат 50 наши занаидчи од цела држава и ќе ги представат нивните ракотворби, така што базарот ќе трае до 31 декември, а ние во продолжение последните минути ќе може да слушнеме и детали околу самата организација од мојата соговорничка Фросина Крстевска. Благодарам за издвоеното време утрово. И супер е што ќе имаме можност да најавиме убав настан и нешто што навистина прави потопла атмосфера токму во овој период од годината. Здраво, Симона. Најпрво да се заблагодарам. Чест ми е што ме поканивте да присуствувам во вашата утринска емисија. Базарот започнува од 16 декември, верувам дека веќе подготовките се при крај. Меѓутоа, колку е значајно што на базарот ќе има 50 занаидчи ширум Македонија, кои што ќе се представат со своите ракотворби. Така, како што напоменавте, од 16 до 31 во Сити Мол е најдолгиот и најголемиот базар, да кажам, досега што се организирал новогодишен, на кој ќе присуствуваат дури 50 ракотворци, односно занаидчи. Тие занаидчи нудат уникатни производи. Можам да кажам со задоволство дека бројката е огромна, што значи дека кај нас културната сцена очигледно е дека се негува и се развива. Драго ми е што и јас ќе бидам дел од тој новогодишен базар и драго ми е што сум дел од таа голема и талентирана заедница. Драго ми е што ќе имаме можност сите наши уникатни производи да ги представиме на базарот и да имаме непосреден контакт со сите купувачи. Секако затоа што си една од 50 занаидчи кои што ќе се представат токму на базарот, затоа и следното прашање во однос на тоа колку ваквите настани всушност ги поддржуваат и традиционалните занати, меѓутоа и занаидите кои што опфаќаат и современа техника. Видете, да кажеме, базарите се веќе еден спој, еден мост помеѓу традиционалните техники кои се претвараат во модерна и во современа техника, така што и младите и постарите посетители можат да препознаат тој мост, тој спој и можат да ги препознаат уникатните и квалитетите на рачните изработки што се представени на тој базар. Предпоставувам дека подготовките се некаде при крај и за сите занаидчи предизвикот е посебен кога треба од едно место да се пренесе се на друго место, меѓутоа конкретно за овој базар кој што ќе трае од 16 до 31 декември, ракотворците ќе бидат поделени во 3 групи, така што е она што посетителите ќе имаат можност да го видат во програмата од базар. Така, ќе бидеме поделени во 3 групи, 16 поделени во значи по 16, да кажам, занаидчи. Ќе има рачни изработки од на накид, ќе има козметика, ќе има лампиони, ќе има украси, ќе има растенија. Еве, ботаник ли ќе биде еден дел од промоцијата на зеленило, да кажеме, да се внесе убавина во својот дом. И ќе има други новогодишни изработки и така натаму. Цвеќињата се вашата пасија, хоби, меѓутоа и работа од неодамна и навистина интересно што веќе сте дел од занаидчиите во Македонија, иако прилично скоро започнавте со оваа работа, односно со цвеќињата во таририумите. Колкав е бенефитот од тоа што учествувате на вакви базари и што сакате на тој начин да ја представите вашата работа, но и накратко ќе ни раскажете како започна од хоби и пасија кон професионално занимавање. Така, овие базари се многу значајни за занаидчиите, за ракотворците, бидејќи тоа е единствениот начин каде што може да ги доближиме купувачите до нашите производи. Во време на модерна технологија, во време на голема купопродажба, занаидчиите најбитно е нивното промовирање и нивното представување, непосредниот контакт со купувачите со цел да ги запознаат, да запознаат приказната со кој овие производи уникатни се направени. Така посетителите ја препознаваат, го препознаваат квалитетот врз
мислам го препознаваат квалитетот, а не само само големината затоа на што наистина производите. рачните изработки секогаш имаат повеќе на вредност. Во овој период од годината сме кога наистина спомена ваквите базари, настани се она што ни се случува пред новогодишно, прави една поубава и потопла атмосфера, меѓутоа вие како ракоторци, колку празничната атмосфера дополнително ја зголемува вашата креативност? Па, празничната магија, се она што е украсено околу нас, расположението, да кажам, на луѓето и еуфоријата, она се што внесува среќа и расположение, нас се уште повеќе ни дава инспирација да може да твориме. Ботаникли е токму една од тие производи каде што нуди топлина, мир и спокојство во секој дом. Така да Ботаникли постои за да се подари внимание, да се подари љубов и спокојство во секој дом. Кои се предизвиците со кои што занаечиите се соочуваат на секојдневно ниво, и освен ваквите убави моменти каде што нели тоа е дел од вашата работа за да се представите, меѓутоа што е она што го сметате за најголем предизвик во работењето, а секако и во целокупниот процес од идеја, изработка и потоа до продавање? Па, најголемиот предизвик е промоцијата. Занаечиите немаат место, простор каде да ги представат своите производи. Ние ги користиме базарите токму затоа, за да може да ги промовираме нашите производи, за да покажеме колку инспирација, колку труд и колку љубов сме вложиле, колку се тие уникатни и детални на свој начин и убави. Така да, тоа е еден од предизвикот со кој се соочуваме, пробуваме со тоа да станеме се подобри и подобри, но исто така конкуренцијата, воедно и производите кои што па се обидуваме да ги најдеме да бидат континуирано, да кажеме, на пазарот. Благодарам многу за денешното гостување. Се надевам дека ќе имате успешно представување сите 50 занаечи од цела Македонија на базарот кој што предстои од 16 до 31 декември.